Почитувани присутни, драги пријатели, дами и господа, во сиот изминат период, ВМРО-ДПМН е силно фокусирана кон темата економија, кон создавање на нови можности и потенцијали кои ќе придонесат за отворање на нови работни места. Секое ново отворено работно место значи сигурност за граѓанинот, можност за планирање, да ја гради постепено својата иднина, иднината на своето семејство, сигурната плата, значи искористување на потенцијалите да може да се осварне слободно кон решавање на животните прашања, а особено доколку се работи за млад човек, да може да основа семејство и заеднички да го подигнат и развиваат во општество кое нуди многу можности. Откако ќе се најде решение за овие крупни прашања, се отвораат и нови теми и нови предизвици. На малите деца им се потребни градинки, кои ќе бидат цврста основа за нивниот воспитно-образовен развој. Подеднако важно е и да има повеќе капацитети кои ќе овозможат добра и квалитетна услуга во тие градинки. Пристапноста до детските градинки честопати има влијание и при носењето на одлуката на родителите околу проширување на нивното семејство и особено родители кои работат, а немаат друга алтернатива за чување на децата, се многу зависни од можноста за испраќање на детето во детска градинка. На тој начин градинките имаат и влијание на наталитетот, односно демографијата во државата. Владата предводена од ВМРО-ДПМН изминативе години целосно се посвети на потребата од зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст, односно отворање на нови детски градинки. Се реализира и низ мерки со кои ги поттикнуваме родителите да имаат повеќе деца, знаејќи дека наталитетот е проблем во Република Македонија, но и во цела Европа. Од тие причини, во поголем број на општини се јави потреба од постоење на повеќе градинки, што укажуваше дека се раѓаат и повеќе деца како потврда на нашите политики, насочени кон придвижување на демографските состојби во позитивен правец. Потребата од повеќе градинки е првиот индикатор дека имаме одреден успех во напорите за раст на наталитетот. Иако сме свесни дека треба многу повеќе за да се дојде до позабележителни резултати на долг рок. Би сакал да споделам до вас неколку бројки и статистики кои охрабруваат. Македонија е единствената земја во јужниот дел на Европа која има раст во бројот на родените во периодот од 2005 до 2015 година. Во 2005 година е забележан најмалиот број на родени бебиња во историјата на Македонија. Во 2005 година се родени 22.482 бебиња. Минатата, 2015 година, се родени 23.106 бебиња, што представува зголемување од 2,8%. Скромно, но сепак зголемување. Истовремено, сите останати земји во Јужна Европа имаат големи падови во бројот на родени бебиња во периодот од 2005 до 2015 година, а само Македонија има раст. Еве неколку бројки. Португалија има пад од минус 21,6%, односно пад од 109.000 родени бебиња на само 85.000 бебиња во само 10 години. Италија има пад во родени бебиња од 554.000 во 2005 на 488.000 бебиња во 2015. Тоа е пад од 11,9% во периодот 2005-2015 година. Подсетувам единствено, Македонија има раст во бројот на родените од 2005 до 2015 од 2,8% во бројот на родени бебиња. Шпанија има пад од минус 8,6%. Унгарија има пад од минус 5,9%. Хрватска има пад од минус 10,2%. Романија има пад од минус 8,1%.
Бугарија има пат од минус 7,2%. Косово има пат од минус 15,2%. Албанија има пат од минус 14,6%. Србија има пат од минус 7,5%. Грција има пат од минус 14,6% во бројот на родени бебиња во периодот од 2005 до 2015 година. Потребата од нови градинки оди и заедно со намалување на невработеноста. И се повеќе семејства, каде и двата родитела имаат работа, работно време, имаат и потреба детето да го однесат во градинка. Што се однесува до капацитетот на градинките, овој недостаток е и резултат на децениската запоставеност во изградбата на градинките. Практично имаме децениска стагнација на овој план. Како во 90-тите, така и во првите години од минатата деценија, кога имаме практично целосно запоставување на изградбата на градинки. За време на владењето на СДСМ, ниту градинки се изградени, ниту пак е направено проширување на постојните капацитети. Тој застој е видлив и цената ја плаќаат денешните генерации. Безмалку сите градинки до 2006 година беа изградени во времето на поранешната Југославија и со ретки случаи тука речиси да застане инвестирањето во нови градинки. Но дури и во тој период на Југославија изградени се многу малку градинки. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН се придвижија работите. Почнаа да се градат градинки, да се пренаменуваат условите и опремуваат расположливите капацитети. Се градат и енергетски ефикасни објекти. Споредбено со периодот пред доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт во 2006 година, офатот на деца во градинки од 0 до 6 години изнесува само околу 9%. Значи, во 2006 година деца од 0 до 6 години офатот во градинки изнесува само околу 9% од вкупниот број на деца. А во 2016 е зголемен и изнесува околу 26%, односно, речиси трикратно зголемување. Додека пак офатот на деца од 3 до 6 години до 2006 година изнесуваше само околу 12%, а генерално според последните податоци изнесува околу 40%, што е и повеќе од 3 пати зголемување за овој период од 10 години. Како резултат на нашите заложби, само во последните 7 години се отворени 13 јавни општински установи детски градинки, 17 објекти и 22 групи во други просторни услови кои работат како градинки и ја имаат истата функција. Или севкупно се отворија 52 градинки. Во интензивна соработка со општините, особен фокус даваме на градот Скопје и на другите поголеми населени градови, но и на руралните населени места, во кои порано било незамислено да се згрижуваат децата во градинка. Многу семејства во повеќе општини, населби и населени места добија можност своите деца да ги носат во градинка, во Ново Лисиче, во Кисела Вода, во Моноспитово, во Виница, во Чешиново, Блешево, во Прилеп, во Битола, во Охрид и во многу градови и населени места. Само во оваа тековна 2016 година имаме отворено 9 нови градинки. Значи, само оваа 2016 отворени се 9 нови градинки, а до крајот на годината ќе бидат отворени уште 6. Вкупно околу 15, со што само во 2016 година капацитетот ќе биде зголемен за нови околу 1320 места. Дополнително, за прв пат се развива и приватната иницијатива, односно се помага и поттикнува отворањето на приватни градинки. Еднакво се залагаме и за зголемување на бројот на приватни детски градинки, така што ги поттикнуваме инвеститорите со пакет поволности за изградба на приватни детски градинки. И тоа, продажба на градежно земјиште по цена почетна од 1 евро метар квадратен, намалување на цената на комуналните такси за градба на градинки за 95%,
кредитирање преку Македонската банка за поддршка на развој, Агенцијата за поттикнување на предприемништво и Агенцијата за вработување на Македонија. Преку овие пакет поволности отворени се 27 приватни установи за деца, односно детски градинки. Дополнително, згрижувањето на децата се одвива во 28 јавни центри за ран детски развој, како и во 7 приватни центри за ран детски развој. Почнувајќи од 2016 година, преку Агенцијата за вработување, отпочнавме со нова мерка доделување на неповратни средства, грантови, за набавка на основни средства и опрема за физички и правни лица кои ќе сакаат да отворат приватни установи за деца, детски градинки, во висина од 600.000 денари, односно грант од 10.000 евра за секој кој ќе отвори приватна детска градинка. Планираме наскоро да поттикнеме отворање на најмалку 10 нови приватни градинки и треба со тоа да се отворат и најмалку 50 нови работни места и да се создадат околу 500 нови места за згрижување на деца од предучилишна возраст. Сето ова е одлична работа, но потребно е многу повеќе. Потребно е надополнување на она што со децении е пропуштено. Потребно е растеретување на капацитетите со нови градинки и одговор на реалните потреби. Затоа денес објавувам нов проект за периодот 2017-2020 година. Новиот проект предвидува изградба на најмалку 140 државни детски градинки. Изградба на најмалку 140 државни детски градинки, од кои 100 комплетно нови градби и 40 детски градинки, кои ќе се отворат во постоечки, а не искористени државни објекти, откако претходно ќе се инвестира во нивно реновирање и комплетно адаптирање. Изградбата на 100 комплетно нови или со економска терминологија Greenfield градинки предвидува изградба на целосно нови објекти од темел па се до финиширање на самиот објект и се она што е потребно за почеток на работа, вклучувајќи го мебелот и опремата. Како се дојде до овој проект? Во моментот, бројот на згрижени деца во државата изнесува 36.039 деца, а додека околу 5.516 деца се на листите на чекање. Ова представува нелагодност и проблем за многу семејства. Дополнително и преоптовареноста на капацитетите на одредени градинки е дополнителен проблем. Родителите мора да се снаоѓаат за чување на децата, а многу често тоа значи дополнителен трошок за ангажирање на трето лице, кое ќе помогне во згрижување на децата. Да не говориме за социјалната компонента, компонентата социјализација и воспитна улога на градинките која ја пропуштаат децата кои поради недостаток на капацитет не може да ја добијат. Свесни дека се уште листите на чекање се големи и се уште треба да работиме за потребата на граѓаните да ги изгрижуваат своите деца. Објавувам дека наскоро ќе го отпочнеме проектот за 100 од темел ново изградени објекти за детски градинки и 40 кои што ќе бидат адаптирани и реновирани во постоечки неискористени објекти. Проектот, според проекциите, ќе чини околу 25 милиони евра. За таа цел, особено во делот на 100 нови градинки, кои што од нула ќе почнат се градат, ќе се искористат и поволни финансиски инструменти кои стојат на располагање на меѓународните финансиски институции кои поддржуваат вакви проекти, со кои веќе извршивме прелиминарни консултации и постои расположение од нивна страна да го поддржат овој проект. За да дојдеме до овој проект, преходно направивме анализа. Во анализата
беше земен бројот на родени деца во периодот 2010-2015 година. Бројот на деца запишани во детските градинки и бројот на деца кои се на листа на чекање. Согласно анализата, планирана е изградба и опремување на 100 градинки со различен офат, со кои капацитетот за згрижување на деца од предучилишно образование би се зголемил за 15.000 деца на државно ниво. Значи, со овие 100 нови градинки ќе се овозможат места за 15.000 деца во градинките. Приоритет во рамки на овој проект имаат општините, кои имаат најголема потреба од нови капацитети за згрижување, кои што досега имаат и најголема листа на чекање, како во Центар, во Струмица, во Куманово, Ѓорче Петров, Аеродром, Газибаба, Карпош, Кисела вода, Битола, Штип, Чаир, Кавадарци, Струга, Прилеп, Делчево, Тетово, Гостивар, Охрид, Велес и други. Веројатно, во зависност од потребите во одредени општини, ќе се изградат и повеќе објекти на градинки во истата општина. Со овој мегапроект, како никогаш досега и во најголем обем го решаваме недостигот од места во детските градинки во Република Македонија. На овој начин работиме на иднината за нашите деца. Во секојдневните програмски активности, градинките ги потикнуваат малите деца постепено да стекнуваат способности и вештини преку нивно активно учество во образовниот процес. Така, децата имаат социализација, стануваат повешти за многу работи карактеристични за нивната возраст. Посамоуверени и стекнуваат нови знаења и вештини. Малите деца во детските градинки учат преку игра и учење, и учењето го доживуваат како забава која представува база за остварување на нивниот целосен развоен потенцијал. Генерално, што се однесува до проектот, ќе постојат 4 модели на градинки. Тип 1, градинки кои би биле со капацитет до 50 деца, за што ќе се инвестираат околу 150.000 евра. Тип Б, со капацитет од 100 или 120 деца, за чија изградба ќе се инвестираат околу 200.000 евра. Тип С, со капацитет од 200 до 220 деца, за чија изградба ќе се инвестираат околу 300.000 евра. И тип Д, со капацитет од 300 до 350 деца, за чија изградба ќе се инвестираат околу 400.000 евра. 100 темел ново изградени градинки не се изградиле никогаш преходно во нашата држава. А ова е добра вест за илјадници семејства чии деца ќе посетуваат градинка. Реализацијата, процедурите, проектирањето, некаде и градбите на овој проект ќе започне во наредната 2017 година и ќе се завршува постепено помеѓу 2018 и 2020 година. Откако ќе бидат обезбедени средствата, ќе се пристапи кон изградба на идејни решенија, разработка на типски проекти, тендерирање, пошто ќе биде избран и изведувачот. Ова ќе биде и значаен инпут за градежништвото во Македонија, за градежните компании кои ќе учествуваат во изградбата на овие нови детски градинки. Дополнително, како што веќе кажав, освен овие 100 ново изградени, ќе се продолжи во периодот од 2017 до 2020 година и со изградба на градинки во други простори кои ќе бидат пренаменети за најмладите. Во постоечки неискористени државни објекти, како училишта или други објекти каде има слободно место. Планот е за 2017 година и секоја следна година да се продолжи со отворање на околу 10 детски градинки во годината. Ова подразбира, како што кажав, адаптација и темелна реконструкција на постоечки објекти во детските градинки, нивно проширување и опремување, како и отворање на градинки и групи во други просторни услови. Особено во општините каде капацитетите се целосно исполнети и листите на чекање се големи или пак воопшто нема градинка. Ова ќе представува побрзо решение за местата каде е потребен побрз одговор на недостаток на места во градинките. На овој начин ќе се отворат нови околу 2000 места за згрижување деца од предучилишна возраст, а за 4 години
ќе се добијат покрај овие новоизградени 100 и дополнителни 40 градинки. Значи, вкупната бројка би стигнала 140 јавни градинки и нови 17 до 18 илјади места во градинките. Бројките покажуваат дека во моментот офатот на деца во градинки е 26%, односно 36.069 деца од јавни и приватни установи. Со отварањето на планираните градинки до крај на 2016 уште 40 градинки во други просторни услови во следните 4 години, односно до крај на 2020 во наредните 4 години, како и со реализацијата на 100 градинки со кредит, значи со изградбата на овие 140 нови градинки до 2020 година, офатот од 26% се очекува да се зголеми на приближно 40% или повеќе, без дополнителниот ефект кој ќе го направат новите приватни градинки, кои владата ќе продолжи да ги поддржува со грантови и други поволности и олеснувања. Во таков случај би биле згрижени околу 54.000 деца, што е зголемување на бројот на места во градинките за околу 18.000 места. А заедно со новите приватни градинки, бројката сигурно ќе се приближи на 56.000 згрижени деца, а само зголемувањето на капацитетите ќе биде за околу 20.000 места. Во реализацијата на овој проект ќе бидат земени позитивните искуства од градежништвото и ќе се следат најсовремените стандарди и услови за ваков тип на објекти. Исто така, доколку постојат и позитивни искуства од стручната јавност, ќе бидат инкорпорирани во овој проект. Реализацијата на овој проект ќе значи надминување на децениска запуштеност на една цела сфера, од која зависи иднината на државата, бидејќи се однесува на најмладите, на децата. Да подсетам дека во овие години немаше ниту едно зголемување на цените на градинките, која цена е далеку под реалната цена и е силно субвенционирана од државата и општините. За сума од 1500 денари се овозможува згрижување на децата во градинките и тоа е мощна атрактивно за родителите. Со продолжувањето на намалување на трендот на невработеноста, очекувано е изголемување на бројот на деца во градинките. Да подсетам и дека пред неколку години овозможивме личности, индивидуалци кои на комерцијална основа чуваат дете во живеалиштето на родителите на детето, да можат да се регистрираат, лиценцираат и да се стават во системот на редовно работење и законско плаќање. До тогаш тоа беше нерегулирана дејност и не можеше да им тече стаж и да се плаќа и обезбеди здравствено и пензиско осигурување за дадилките кои во некои семејства чуваат дете. Сега тие може да се самовработат и да заработуваат од дејноста која обавуваат и при тоа да им се плаќа пензиски стаж и да се плаќа здравствено осигурување. Почитувани присутни, знаеме дека освен новите работни места, потребна е и комплетна грижа за сите потреби на нашите граѓани. Ние и тоа го правиме подеднакво, се бориме за силна економија, отворање на нови работни места, но и отворање на нови училишта, градба на нови градинки, градба и опремување на болниците, грижата за земјоделците и секаде каде е потребна поддршка за граѓаните. Покрај овозможувањето на регистрација на индивидуални личности кои чуваат дете во домот на родителите на детето, во минатите години овозможивме исто така да може едно лице да чува во својот дом до 5 деца и при тоа да е регистрирано, лиценцирано со сите здравствени прегледи и со сите потребни повремени контроли. Значи, две дејности кои што се сродни се лиценцира и се овозможи нивно функционирање со плаќање на пензиски стаж и со плаќање на здравствено осигурување. Овој проект сигурно ќе најде свое место во иднина се повеќе и повеќе. Проектот за градба на 140 нови градинки, како и илјадниците други што ги реализираме, не прават различни од нашите политички конкуренти. Тоа многу добро го знае граѓанинот кој гледа кој и што работи. Знае дека ние работиме, создаваме,
градиме, понекогаш имаме пропусти, но и подеднакво доблест да се поправиме и да ги оттргнеме тие слабости. Нам напредокот ни е најважен. Економијата на државата и создавањето можности и решавање на проблеми, за разлика од нашите противници, чија главна агенда е деструктивност, создавање на кризи, на конфликтност и поделби, правење на штета. Ние не подлегнуваме на нивните игри. Нам, Македонија и иднината на сите граѓани ни се важни. Нашиот збор и нашите ветувања се реализираат. Ние ќе го реализираме и овој проект, кој денес ви го представив. Ние имаме капацитет и искрена волја и мотив тоа да го направиме. И како и секогаш кога го даваме зборот, ќе го направиме тоа. Ви благодарам.